слушаме иако има музика. Снимам влогче. Одиме во Грчка, одиме во Калитеја. Ева екипата, Даде, Стефи и Кики. Ние сме моментално во Грчка, поминавме граница. И ви снимам се што е интересно. Ички, ние стигнавме, ќе ви снимам како изгледа. Сме во Брики, ќе ви оставам сликичка од логото за да знаете ако доаѓате да дојдете тука, затоа што е многу убаво. Бевме тука и минатата година, првен земавме кафе. Кафето е совршено. Сега ќе јадеме, ќе ви покажам што ќе јадеме. Чекајте. Како се викаше бургерот? Бастард. Бастард бургер. Клуб сендвичи ќе делат мојата драга сестра и Стефи. И еве Кики карбонара ќе јаде, а еве ни го погледот. Ништо малце сега е облачно, ама не е многу. Чекајте навака да ве снимам да видите како е. Еве како е, овде е буквално преубава. Земи компирче. Ајде, ќе пробувате. Сакаш ти? Сакаш ти да пробаш карбонара? Ајде, еве прво Кики ќе прави. Кажи ти пошто мене нема слика. Правиме тест. Ајде, сега правиме тест. Тоа ја на Кикчо Миле. Моето Миле. Добри се? Да. Много добре изгледа исхрана. Изгледа многу добро и стварно се многу убави. Супер. Ево го мојот бургер, сега мислев дека ме слушате, а не ме слушате. Не знаев дека има јајца внатре. Чекајте да видите. Да, ама сега пробаме. Одиме да јадеме, па ќе ви снимам после што ќе правиме. И кај кидеме на плажа, сум кидеме на плажа сигурно. Да, кидеме смештај, па на плажа. Бајда вечер ќе врнеме, ќе видиме. Дечки, ви снимам рум тур. Во овој апартман бевме и минатата година. Буквално ја баравме истата соба. Зашто? Затоа што има вакво присладко балконче што е дворче и овде буквално за нас 4 столчиња за нас, совршено место за пиење кафе, грицкање сончоглед и играње карти. Така што да, собата ни е доста едноставна, ама има се што е потребно. Еве како изгледа, тука спијат Кики и Даде, имаме и фен и пегла. Тука спие Кикче, одима за закачување нешто, овде спијам јас. Имаме и со телефонот и со камерата како снимам и ова ни е фрижидерчето. Ова да си правиме кафе и вецето најобично, ништо спец. И еве ги почнаа да внесуваат, идам јас сега да внесувам, да се средиме и идеме на плажа. Hello! Се вративме од плажа, се избањавме. И да ви кажам еден краток апдейт што правевме денес. Денес најпензионерски отидовме на плажа, тука што ни е блиску, инаку нас плажата од смештај ни е 10 минути пешки. За на кај плажа е супер, пошто удолница. За нагоре малце не беше потешко со Кикче. Малце касневме, кардио малце, да. Па се посликавме малце, пробувавме да правиме заеднички слики, ќе ви оставам некои слики да видите како изгледаше тоа. Инаку на плажа кога отидовме, пошто отидовме у 5 саат, рековме као ај ќе прашаме за лежалки. Кои се цените тука кај нас и ни кажа дека во први редови се 20 евра, а понатака се 15. Да. Не првите 4 реда рече дека се 20, а понатаму се 15. Ама за тоа што веќе било 5, а затварале во 7, ни кажа дека се бесплатни, дека можеме каде сакаме да седнеме. Така што ние си седнавме во прв ред, логично. Немаше сонце баш, ама не беше ни скроз облачно, така што супер ни беше, отидовме се избањавме. Водата е ладничка, ама ако се седи повеќе во вода, станува пријатно скроз за бањање. Така што убаво се избањавме и после тоа само малце ми стана ладно кога излегов, па Сергија го имав тоа да го облечам одозгора. Се сликавме, се вративме, купивме гиро и се вративме, јадевме, се избањавме, се облековме у пижами. Пола не си избањати, пола си избањати. И нема ништо да правиме. Колку е сега? 9:30? 10? 9:30. 9:30?
Тоа што 9:30 ние пиеме без кофеинско кафе и дај од тие. Понуди. Ја ги реков карписа. Добро, многу ги сакам, а не знам како се викаат. Каприса. Ајде прави тести, ако ги знаеш. Ако ги знам, че вие се најсовршени грчки благи на свет. Ама без ова ништо. Значи ова е тој хват. Брз, да се побања внатре. Да се побања. Ај, вака кога изгледа. Може да се. Да побањам ја. Тоа ништо сакам да ви кажам, дека утре ќе идеме у кабана. Сега ќе седиме тука затоа што сме уморни и сакаме добро чашата. Сакаме да спиеме и ќе поседиме овде на нашата тераса, многу ни убаво овде. Веројатно повеќето видеа ќе бидат од овде. Утре ќе одиме на кабана, па ќе ви снимиме обавезно за овој влог сите како ќе се дотераме утре, пошто утре ќе се дотераме. И веројатно ќе ја носам камерата таму. Што се смеете? Што ми се смеете? А утре вечер ќе правиме ќе идеме на пица? Не знам. Како може пишам? Да. Сега да сушам косата и тоа е тоа за денес. Се гледаме утре. Добро утро, дечки. Втор ден во Калитеја. Станавме, јадевме. Искрено че ми се снимаше нешто од Сабајле, снимав нешто само за влогот, се нашминкав малку, затоа што денес ќе одиме на кабана, нели ви кажав. До нас комшијата игра фудбал од нека причина, тоест не знам како се вика тоа кога фрлаш топката цело време, значи видете го, молам. Среќа па не ме разбира. И јас треба до него сега тука да снимам Get Ready With Me, малце ми е непријатно. Малце ми е непријатно, внатре тетките се голи, сите се облакаат, ја првен се нашминкав, па ќе се облакам. И сакам со нив заедно да снимам Get Ready With Us, да не биде досадно само јас се спремам се тоа, знаете, разбирате. И овде се шминкав. Кикче ми го даде ова огледало која е совршено, видите какво е како таблета, буквално е совршено. Овде се нашминкав и пиев кафенца и јадев. Овие се решили колку се совршени. Видете ги какви се, сега малце ни скапа, ама се онакви огромни, преубави беа, се малце ни скапа, ама буквално ни дадаа 2 кила за 5 евра. Као ич не се скапи, као кај нас се поскапи, окей, као. Ева мојата гранола. Јас земав гранола за да доручкуваме, пошто знаете дека јас морам да доручкувам пред да одам било каде да правам било што во текот на денот. Така што си направив гранола за сите нас, еве како изгледа. И се земавме грчки јогурт вчера од Lidl и овошни грчки јогурти и обичен. Земавме агаве, гранола и тоа ќе се доручкуваме секој ден. Ја веќе доручкувам, они не јадеа, не знам од која причина не јадеа. А се надевам дека ме слушате затоа што не земав микрофон, затоа што ме мрзи да го ставам цело време микрофонов на камерава. А сега ќе оди на телефон да снимаме Get Ready With Me. Мислам да ја земам камерава, пошто ќе идам на бич бар, ќе ја земам камерава, што има везе, ќе ви снимам нешто на плажа. Инаку планот ни е, пошто таму е многу убаво, да се сликаме одма штом дојдеме и после тоа да се бањаме и да одмараме, да уживаме и да не правиме апсолутно ништо. Јас ќе земам дневник, сакам да пишувам малку. Имам и книга, ама нема време, периодов онака да пишувам само и да ги изнесам некои работи од мене и некако се чувствувам малце загушено, а ми треба кога се десија многу големи работи, сестра ми е запросија, се десија некои соработки, завршувам со факултет, уште не сум почнала со дипломската и онака многу ми е хаос во главата и немав кога да си го стерам хаосот во главата, така што тоа ќе го преме на плажа. И зашо не знам дали има луѓе што мислат како дека не треба да се средувам и да снимам како Get Ready With Me на плажа, како треба да облечам било шо, луѓе што овие како ја за центар што ми е на 2 минути од дома, се средувам, се сликам како убаво ми е да сум дотерана нормално некои моменти кога искачам и кога одам у продавница или у теретана или било што, не се средувам така, иако пак одам во центар, ама кога сакам да бидам убава да се сликам и сето тоа, убаво ми е да се осеќам едноставно така, без веза, и нема врска што се сликам, сакам да изгледам убаво ми е да изгледам убаво, а посебно грчка на плажа, логично дека ќе се средам.
Така што, да. Одам сега да снимам Get Ready With Me. Тие видеа сите ги гледате на TikTok пред ова, ама ова дефинитивно ќе излезе овој пат. Мува, некоја мафта тука. Се гледаме на плажица. Стигнавме на плажа и ја не земав ништо за пиење затоа што сум прегладна, ама изгледа ми го заборавија јадењето. И сега си го чекам мојот Сезар врап, рекоа за 5 минути, многу сум гладна. И едва чекам да јадам, за да можам да се бањам. Тука плажата е преубава, сега ќе ви снимам како изгледа. Совршено. Времето ни е преубаво денес. Да, еве кикче. Се сликав иначе таму негде. Многу е убаво, има као бич бар нешто. И онда кај влезот исто така многу убаво, нема многу луѓе, на човек со крофни луѓе. И еве го. Ме виде дека го снимам хит. Има крофни внатре. После ќе јадеме валјда крофна, многу сакам крофна на плажа, нема нешто што повеќе сакам од крофна на плажа. Ама сега имам потреба од храна, затоа што инаку они не јадеа ништо. Значи овие три со мене, абе ништо не јадеа и се уште не се гладни. Ќе ви го снимам врапот само што ќе стигне. Мислев додека снимам дека ќе стигне затоа што рекоа 5 минути, а веќе снимам 2,5 минути, а чекав 5 минути. Каде ми е врапот, луѓе? Каде ми е? Добра, ајде да не правам тензија, чао. Од сега, дечки, ова е моја избрана ланча. Значи само вакви ланчи ќе носам, буквално тука ми е микрофонот и можам да се изборам сега колку сакам. Буквално е многу паметно. Кога многу е близко до уста и кога ланче ќе си го носам микрофонот до сега натака. Ама се надам дека се поврзани, да бе поврзани се супер. Ама немам што да кажам више, само чекам јадење, гледам, барам. Се мислам дали да јадам суши, никош немам пробано во животот, ме интересира како вкус е, ама па тоа. Нема сигурно да јадам, ќе јадам некој си авокадо тост. Да, реално со јајца. Така да, тоа е тоа од мене. Значи ја не можам да зборам за храна, доста и суши би јадела буквално, што не јадам суши, само да јадам нешто солено. Стигна. Тест. Сега може да се живее. Кога да ме видите, моментално сме во градот. Влеговме во некоја сувенирница и сакам да ви снимам што има од козметика. Чекајте. Има некои сетови. Вакви. Има многу работи. Нешто со маслинки. Канабис. Многу јако изгледа. И многу алоe вера, пошто се гори овде, окей. Тоа ни е јасно. Еве меѓу другарките. Видете Стефи како изгори, луѓе. Еве Кики, покажи се како си изгорена. Знаеш како се гледа човек Стефи како е црвена? Кофе во туза. Вау. Најс. Лимончело. Амарето. Гледа, многу сладко изгледа толку лева. А ова шо е овде? Некој масло или? Олив оил. Pink and green pepper. Иначе, мене нешто не ми јарно. Ме боли стомак, јадевме пица и многу тешко ми дојде изгледа и многу, не ме боли многу стомак, ама малце ми е тешко. И сега ќе се прошетаме, тоа кај што си јадеме сладолед не работи, ќе видиме кај ќе јадеме, ќе ви снимам. Ова мислам дека лани го немаш. Убава продавница изгледа. Еве ги Монрев. Мене ми пратија едни PR пакетче од нивните лип балмови. И многу ми се свиѓа. И сега им ги гледам сите производи овде. Она многу добро изгледа. Ова ми се свиѓа. Нешто Tint Chicks. Пресладко. Еве ги тие јас што ги имам. Луѓе не се свесни што има тука? Дали сте спремни да видите што има тука? Луѓе. Пресладко. Луѓе цела штанд со капибара работи. Јас ке цркнам еве овдека. Видете ги какви се сладки. Морам да се изјам. Добро, морам да се изјам. Пенкалце. А шо е ова кикче? Ова.
такви смалечко? Стрес топче и тоа. Не знам дали ми треба стрес топче. До сега не сум користела. А шуљеве се многу големи, чак. Ја имам една шулја со капибара, веќе не ми требаше една. А пенкалце ќе си земам. Да, пенкалце сега ќе си одберам, ќе ви кажам кој сум го одбрала. Иначе ова е многу интересна продавница, има козметика, има онакви многу интересни работи за деца, ама има и за возрастни. Видете, као мислам дека лани ова не постоеше, а Кики? Лани ова не постоеше. Чекајте да ви ги снимам и овие овде многу се јаки. На некоја флаф фирма. Видете ги овие. Ова е гел за туширање. Многу јако. А шо е ова? Body lotion. Многу сладки. А ова е body јогурт, леле преако. Баш ме интересира која цена се. Не пишува цена. Има и ваков некој дел со шоли. Луѓе, гледате колку сладки работи има. Видите ова со лаленце. Видите ова со лимонче. Ја многу сакам вакви со цевка. Јас сакам да си земам стаклена чаша као за нескафе ладно, а такви нема бе. Малце ми е непријатно пошто жена беше работи тука иде по мене. Ме гледа дека снимам. И затоа ви шепкам пошто е многу тивко. Вие се тепавте со мачките? Кекче се зема лип маска и зема нешто за поклончич. Јас се земав кремче за раце, како нејзината се она ќе го покаже. Да, само да најдам укисенцела. Вакво? Да, а со кокос. Нека малечка за уташничка. Ми требаше, немав за да понесам буквално. И за сарче земавме... да. Уште една ваква сарчешичка зема. Кекче зема за сарче со авокадо, крема за раце? Да, а јас земав маска за лице со авокадо. И така ше иткаме. Исто? Да. Само со авокадо. Да. Што не обожава авокадо. Да. Го обожава мотивот на авокадо. Мислам, сака да јаде, ама мотивот на авокадо многу сака. Нешто, доста работи се позатворени, не знам зашо, ама добро. И ве ги дам и што се губа цело време. Се, што ќе преме, ќе шетаме? Појдите. Да, Чао. боли мешето. И тебе ли те боли меш? Да, ме боли мешето и тешко ми е и позади ме боли кичмата и зашто ме боли све и така, ајде да јадаме сладолед, не икам ни сладолед да јадам, вода ми се пие. Иначе тоа не работи кај што сакаме сладолед да си јадеме и ќе бараме не работи, затворено е. И еве го позади мене тоа, еве го. Кички сладолед, зато. Сега ќе бараме за сладолед, да, онде има, ќе видиме. Да најдеме да јадеме сладолед, сакаме, беше го мислиме сладоледот. Еве го маркетчето што пазаравме приеска да се тргнат луѓето, така. И буквално само ова маркетче го има, мислам дека уште едно. И се друго е за сувенири и за јадење, за кркање. И овде кај што кај што фактички изложиле благо. Дечки, ние бевме во заблуда, сепак ова е тоа кај што ние си јадеме сладолед. Океј. Кафе пиевме во тоа друго, така. Кекче кадев. Дубај чоколад. Убав е сладоледот многу, го најдевме местото. Многу убав, многу. 4 евра, иначе две топки. Ама тоа коментираме дека на Даде исто и наплати 4 евра, земала еден вкус, ама изставил доста повеќе. Ето е со вкус на алмонд пралина едната, а другата е солен карамел, така што... Ајде да пробаме. Па тоа алмонд пралина. Да пробам. Сака некој чизкейк? Добро, и тирамису е првото. Интересно иначе ова, сега да пробаш? Стварно е многу убаво. Убаво е тирамисуто, доле Ти што зема? Не. Што Јас зема? земав карамелни крим. Рим. Која е ова? Сега пробуваме од Чизкейкот има баш како чизкейк вкус. Значи, жими се многу е добар сладолед. Ванила? А твоето беше тирамису и... И ова е добро. Да, и ова е убаво.
Карамела е Јас убава. сакам тоа кремот на топи. Само киките не прават моја. Ова е тирамису горе уште малци. Шлак. Мене ми е убава. Да, баш е вкусно. Има вкус буквално исто како тирамису, значи Да, убаво. сладоледите тука се брп. Што малце ќе прошитаме и ќе си идеме. Дечки, солената карамела е иста како солена карамела. Значи, Да, убава. ја проба? Да, ја пробам. Многу е убава. Многу е убава. Тевиче ме мол. А, бекики, шо ме наведе на ова зло? Инаку, знаете зашто покав на блог да ви кажа? Многу ме нервира да научарите што ми прави такво нешто. Не ти прави ништо. Сидиме тука да јадеме сладолед и карше нас имаше еден дечко кој што се седи сам. Кикче му пушти око. Ама реално да, реално. И мене ми се засвиѓа, искрено, беше убав човек. И сакавме да го сликавме, но беше не успеавме, беше глупо и ја палам влог. камера да снима влога и Ма дечки не ви го ставам во влогот, пошто грејата не фати за човекот се и премести. човекот не види дека снимаме и се премести, значи уште тој ќе дојде се наслуша. Хај, дечки, ние стигнавме во Афитос, ама не ни се допаѓа баш. Ем плажите нешто не се баш нај. Ем е прескапо, као едната плажа беше 30 евра лежалки, а ништо не ти е вклучено како за јадење, си јадеш плюс, веќе, значи, стварно не е ништо посебно, ните средано, нит ништо. Вчера кај што бевме у Кабана, ем средано, ем ти влегуваат тие 30 евра, као можеш да јадеш и да пиеш тие пари. Така што одлучивме дека ќе се вратиме у Калитеа и онака е на 50 минути со кола. И ќе одиме во Хана, таму бевме лани, да ќе ви кажам како е. Нешто снимив од плажите, сега сме на страна, ама онака баш прљаво и кога влагаш у море има карпи. Јас се сликнав малку таму на лежалките, пошто беше сладко, ама светивме дека сепак сакаме да си одиме и многу ни е блиску за едноставно да си го потрошиме денот негде каде што не сакаме да бидеме. Бидовме на Хана, овде е 20 евра конзумација, као дека мораш да земаш нешто од 20 евра за да седиш на лежалки, а преубави се лежалките и преубаво е овде горе. Плажата е многу убава, така што извинете. Среќа што дојдовме овде, многу ми се свиѓа поише, а мислам дека храната ќе биде подобра, таму не пробавме ништо, ама овде знам дека има добар бургер и цените на храната се многу поевтини. Двојац по 5 евра некаде. Така што да знаете, Охана Бич, многу добра плажа во Калитеа. Сега планираме негде овде да се сликаме, еве Кикче оди, еве. И ќе видиме што ќе направиме. Јас малку се сликнав и онда. Убаво беше, многу ми одговараше местото, ама сега ќе пробаме и овде негде. Хај! Ние се скапивме и сега се сончаме. Не знам што ќе дам тука и знам дека има добар бургер, ама нешто бургер не ми се јаде. Многу ми е јако. Леле, едва чекам да ви снимам дечки уште вакви влогови, ова било многу интересно. Одам да се сончам и едва чекам да јадам профно. Нагоре, Кристина. И веќе дамите се сончаат. Се опружиле. Да. А ние со Стефи сме синка. Јадем. Да видите само колку бранови има. Инаку, бојата на водата е многу убава. Само не знам дали ме слуша, да? Дојдов тука да се сликнам. Сега ќе ви свртам да видите колку бранови има. Инаку за утре прогнозата вели дека ќе врне. Се надеваме дека овој ветер и овие бранови нема да донесат облаци. Еве инаку како е. Видете овде колку е убаво. Поидов до вица. И ќе си одиме. Се спремивме и одиме на
коктейлчич. Тикче, аутфит сек. Како мојот аутфит чек. Скефи и даде, сега ќе ви ги снимам. Вау! Леле, сите сме кремкасти, белкасти, значи присладки. Присладки. Јао! И ве чекаме. Одиме на коктейл. Ќе ви снимам таму и фаќаме за иди сонце. Има чорбани си, бе? Чекай да видам. Што си ти? Мачка сум. Мачка? Мачка сум. Женска мачка. Лепотица, голема. Теранат, бе, теранат. Добро, не. Дај. Пусицка. Туса. Ја разбуди. Она оди кај камерата, види. Вау, сакам да се сликни, да се... Сакам да ме сликате по скалите со розевите цвеќиња. На плажа. На кај плажа патот. Себе може. Ама само не некоја сликица. Затоа што аутфитот не една, неколку. Како во Африка? Како што тебе да стика по скаличките. Нагоре надоле, ама со цвеќињата розови да ми одговара. И ќе си исцепам едно за да си го ставам на овце. Идеме, станавме денес порано иначе. Кажуваше дека ќе врна, ама гледате дека не врна. Супер е. Малце ми беше ладно, ама сега веќе не ми е ладно, сега ми е супер. Нешто се изнервирав околу факултетот. Јас сум крива што гледам пораки од луѓе од Скопје. Значи, ја не треба да гледам пораки опште. Значи, нек се макнат. Јас чим сум одлучила дека нема да се замарам за дипломската пред да се вратам во Скопје, не треба да се замарам. Ама нешто се испозамарав и се изнервирав, ама сега сум окей, пробувам да бидам окей. Исто така и треба да добијам малце. Ама и тоа го занемарувам. Пробувам да го заборавам, за да, не знам, да го потиснам. И затоа сум малце по-раздразлива и се нервирам. Јас сакам да заборавам. Хело! Како се осеќаш, Даричке? Убава, многу смирено, некако за разлика од целиот стрес во Скопје кој што го имам константно, мислам дека ова ми дојде многу добро. Така да луѓе идете на одмор, барам неколку дена, море треба на секој, морето е лек. Не треба кој знае колку луксузно да биде тоа, Значи, не мора ништо уопште, еве посебно, ние да. денеска значи смештајов од тука идеме пешки на плажа денеска нема најверојатно да земаме лежалки, ќе легнеме на пешкири, буквално само седиш, уживаш и медитираш, имаме звучни час, имаме книга земено. Да, не се ставајте премногу фокус на тоа што треба да представите или на кого Да, ти ќе се докажуваш, земи се само. Не, ама еве се ти да се каже смириш како душата, да. вие идете на одмор. Да, не мора да. да значи, може некој стварно нема пари да отиде на одмор, ама не мора да значи дека тоа е Мора кој да знае кошта, да. мора да Не, кошта не кој знае сме- колку пари. Значи исто одмор еве кај Литија, пример, Грчка може да кошта и многу повеќе од тоа и многу помалку од тоа ние што трошиме Да. за нашиот одмор. Реално може и многу поевтино да се помина, кој колку може, ама битно е си тука, го дишаш овој воздух и седиш покрај море и чилаш и медитираш. Да, разбирам, окей, пример и у планина да отидеш и тоа е одмор се убаво, ама морето како не знам, мене барам посебно за проблемот кој што јас го имам, односно ние кои што имате проблеми со тиридната жлезда, навистина морето помага премногу. Значи само дишање на чист воздух и Да. малку релакс. И така, значи ќе ви снимаме сега кај ќе се поседнаме и како ќе се поминеме и која музика ќе се ја пуштиме. Иначе си некако оваа година помалце луѓе и помалце македонци што ми се допаѓа. Како живот живееш ти, мачко? Сите те мазат, сите те сакаат. Седиш на плажа, овде те ранат риби. Нике ни да дојде да се погали. Те мрзи да станеш? Дојди, ајде. Дојди. Те мрзи добро. Еве детенцето сега те погали. Аха. Ние пак се клепнавме у Бич бар. Ова е Афродита. Него нема пасвордот. Ќе ја побараме. Пошто многу е топло, а ние немаме чадор, така што се седнавме овде. Как дојде, а? Дојде, маца? Не боли малце пупето. Не многу сакам мачки која треба да добија милион добиена.
тапаш со нас ти Цезар? Малце е лоша. Чао. Овде грчките мачки се обично лошички. Еве, таа не сака до мене, сака овде. Навес. Време за оброк за на плажа, зема суп сендвич и другите не сакаат да јадат, што јас сум гладна. Ово много дело е. Слично као мамо. Повкусно од вчера. Да, почти цело време јадеме гиро месо. Нема ми е некако полесно. Не, затоа сакам салата. Да. Тука салата е 11 евра. Грчка салата е 11 евра. Значи, никем да ми го перат мозокот. Да може да направат мајмуни. Сам јас имам 7 портакал. Иначе е плажата, Афродита и многу ми се свија. Има предобри песни. Слушате овде што има. А позади има или македонци или срби кои што пуштаат Веќе снегови. Да. Се извинувам, паднавте. Ола, ми. Иначе, значи телефонов е потежок од 14-ката. Еден ова ќе го ставам. И пошто е потежок, значи нигде не можам да го поставам за да стои. Хај, ајде уште еден апдейт. Ние си спазаривме од Lidl денес за ручек, па еве ќе ви покажам што имаме за ручек овде, а после хол за мене што се земав. Имаме ги вречиња топли, имаме две лепчиња, ако најголеми лебари да сме. Се овде ни е нешто за сендвичи. Имаме кашкавал, имаме некоја ваква пршута, не знам што е ова. Цазики, фета за грчка салата, пошто ќе си правиме моцарела, кашкавал ви кажав, и овие си ги земавме за грчката салата, таман имаат маслиново и орегано. Без семка се, земавме патличени красавици, тие се на миење таму и ќе ви снимам како ќе излез. Мислам дека ова ќе биде совршен ручек. Прегладна сум. Едва и чекам. Браво бе Кики бе, еве како напредува нашата салатица. Преубаво. Дај бе, чекам. Ајде да видиме, ова е final touch. Грчка салата 10-11. На кого бе ти 10 евра салата? 10 од 10. Ова е 10 од 10, а не за евра, добро. Не е израчунато. Преубаво. Браво. Сонна. Солна летната до Мафала маслинки купила. Да, имаме маслинки. Луѓе, не сум снимала. Неле сега фалам, неле страшно. Дечки, планот ни беше да одиме во диско. Ама, планот се смени, затоа што бевме многу уморни, се вративме од плажа, требаше да се спремаме, нели се најадовме. Многу македонци. И одлучивме да не одиме. Утре ќе одиме на вечера и после вечера ќе одиме во диско, најверојатно. Така што денеска планот се откажа, излеговме да одиме до аптека, затоа што таму има убава козметика и ќе одиме да видиме дали ќе си најдеме нешто. Ако си најдеме нешто, ќе ви покажа. Да, она сака некои лекови, така? Тачно. Тачно, а јас не знам, ќе видам, ако најдам нешто, најдам, ќе ви покажам. Вау, пред небото е преубаво. Да, ај кажи што се деси? Две девојчиња со мајка им и јас. Девојчиња бе или машки? Девојчиња. Добре. Јас проаѓам гледам некои кулички и викаат: "Мамо, вика девојчиња сум." Викаат девојчиња: "Мамо, слушни, вика девојчето се снима." И она вика: "Не бе, вика збори на телефон." И они: "Ама не, мамо, она се снима." Добро. Да. Ја викам како добро, нека вида дека се снимам. Ама нека не слушнат на кој јазик зборам по можност. Не, малце ми е срам. Малце ми е срам вака по дома уопште. И ама вака да зборам, знам, не знам, може ќе се навикнам, ама не Скопје. Ќе видиме. Еве, ние по овие дојдовме. Посебно по овие косиони. Еве име сината, секи си избереме.
има и спрејчиња и скрабови. Буквално имаат тестери од се. И коментираме колку е тоа корисно ствари. Да можеш да видиш каква е текстурата. Многу паметно. Добро утро, дечки! Јас се надевам дека многу почесто ќе имам вака убави кадри на моите видеа. Станав и одлучив дека сакам, вчера одлучив пред да си легнам, дека сакам малку да прошетам од Сабајле, затоа што вчера не излеговме, или останавме, не си легнавме нешто многу порано, ама пак бевме одморни, така што можеше денеска да се стане малку порано. Јас многу сакам да шетам сама и ова беше совршена прилика. Исто така многу сакам кога сум на плажа, а нема никој. Сега не дека нема никој, искрено има луѓе, затоа што не сум јас премногу рано, 8:30, и има некои луѓе веќе се бањаат, ама искрено ладнечко е, не е баш за бањање, јас не би се бањала. Гледате дека сум во долги, доле сум во шорцеви. И ништо, само се ке чилам тука, може ќе снимам некое видео вака. И тоа е таа. Леле, видео такова, морам вакво видео да ти правам. Леле, колко е добро. Дечки, ние се сликаме, дедовме на лаго. Не ви се јавив од Сабајле, ама на лаго сме. И да, тоест ви се јавив, како не ви се јавив. Ајде да се фоткаме, чао. Е, така, се косат. Вау. Вау. Много добро. Дечки, па еве сакаш да те снимам. Еве е сестра ми во сенка. Она одмара тука, лежи во сенка. Сакаш да му го дадеш Фредото капучинцето? Фала многу. Јас, дечки, решив денеска да се печам. Тоа е мојата мисија за денот. Сега ќе ви свртам камера да ме видите. Пливав преска се изнаплевав до пловките и назад, а пловките се многу далеко. Мислев дека кај пловките има онакво јаже да можам да се одморам, ама не може. И само брзо се вратив назад, пошто бев веќе уморна. И плажа искрено многу убава, има многу млади и сите се онака средени, дотирани убави, така што баш ми се свиѓа. Пред да си идеме ќе се бањам уште еднаш. Пред да си идеме уште еднаш ќе се избањаме, да. И ќе одиме, ќе се спремаме одма брзински за на вечера. Пијам кафе, јадев бургер, убав беше бургерот, само мене ми беа изгорени лепчињата. Спремни за на вечера. Ајде ќе ти. Вау! Стефи, вау! Да, беше нашиот обозич, да. И одиме во Полихрона. Во Флегра, ресторан Флегра, и фаќаме за ибисонце. Така, слободно ставај, слободно, ова е спонтано, само онака. Спонтано. Мене ме окей, ние се гледаме така. Може? Уште еднаш да видите колку ни е убаво овде. Јас сакам малце да се нашминкам, ставив само SPF, руменило ќе ставам, ќе ги извиткам трепките, ќе кажа вегите, и тоа е тоа. Иначе добив последен ден баш како што требаше, буквално баш како што требаше. Фала му на Господ, најдов црни шорцеви. Аутфитот ми е беломајче, црни шорцеви, црни апостолки, црна ташна. И тоа е тоа.
Иначе да, къснавме диња, ама секако мораме нешто да јадеме пред пат, пак ви имаме нешто ситно ќе къснеме, нешто ќе поделиме, пошто не сме гладни, ама мораме нешто да къснеме пред да тргнеме, а има гужва на граница, така што.